Тема на денот, аерозагадувањето е главната тема, односно со активистот на иницијативата ОДВА, Татјана Стојановска. Добро вечер. Добро вечер. Господјо Стојановска, за разлика од порано, кога се носеа препораки од страна на владата, овој пат имаме наредба за спроведување на акциските мерки за намалување на емисијата на штетните PM честички, кои го надминуваат максималниот праг. Дали овие мерки што ги видовте се доволни? Значи, вака сметам дека терминов е секогаш актуелен, нели, ова време на зимскиот период, односно грејењето, тогаш се активираат, нели, препораките, значи вредностите нагло се качуваат. И акцијскиот план како таков секоја година иде, нели, како препорака, да, можеби е новост на оваа наредба од владата која што доаѓа како резултат на долгорочен притисок на граѓаните дека навистина веќе после 10 години не се издржува, нема никакви промени. Имавме некои година, две, каде што поради климатските услови имавме намалени вредности, па малце и се стиша гласот на јавноста. Со првиве сега зимски денови и можноста, нели, за загревање, повторно се јавуваат високи вредности и доаѓа до појава на нели високи вредности на мирните станици и притисок врз власта да реагира. Да, убава е реакцијата, но не сметаме дека истата ќе има некои битни измени, односно многу мали влијанија врз основа на самото аерозагадување. Ако сакате подетално колку што ги разгледав мерките, значи Јас би прашал за некои што се критични. Да. Дел од тие наредби вели засилени контроли од МВР на возила со посебни сообраќајни режими за товарни возила, забрана за дотур на стоки во периодот од 7:30 до 18 часот, намалување на употребата на службени возила во државните институции до 50%. Имате впечаток дека тие се почитува? Ака видите, овој акцијски план или реално е релативно брзо донесен и не мислам дека се почитуваат. Сега со оваква наредба можеби повеќе ќе се почитуваат. Проблемот е во самиот акцијски план, односно краткорочните мерки. Значи, упорно се обидуваме да го дадеме моментот дека со испитувањата, конкретно еве за Скопје, се покажа дека во грејната сезона најголемото загадување ви доаѓа од начинот на грејење, независно од се друго. Значи, тука се акцентот, нели, на сообраќајот. Но вие кога имате во зимските месеци во грејна сезона од 50 до 60% учество на нели аерозагадување од начинот на грејење преку дрва и дрвни продукти, или што се може да се гори, независно, да. Потоа имате околу 12 до 16% учество со горување на мазут и нафта, кои што се или како начин на грејење или како енергенз во индустријата. Мерките преку сообраќајот, да, сообраќајот е исто така битен процент, некаде од 11 до 14%, но мерките во сообраќајот се мал дел, не ви го дефинираат она најголемо загадување. Исто ќе забележам, велат ќе се има контрола од МВР. Колку, дали одредено колку нели полицајци ќе бидат распоредени на таа задача, на кој начин ќе мерат, имаат ли мерни инструменти? Колку што мене ми е познато, законот не дозволува, односно нема можност, можеби ако имаат мерни инструменти можат да вршат мерење, но колку што ја знам треба да ги испратат на технички преглед, па таму да извршат мерење. Колку ќе има ефект таква акција во моменти кога ви имате праг на аларм? Значи, не акутен проблем кој што треба да го решите, а вие тогаш ќе мерите. Не сакам да навлегувам во тоа дека сметам дека нема доволно полициски сили кои што може да го обезбедат. Ова што паѓа во очи вака многу специфично и наредбата за реорганизација на работното време, обезбедување заштитни маски, сите правни субјекти, работодавците да го реорганизираат работното време на лицата кои работат на отворено, односно работните активности треба да се извршуваат во периодот од 11 до 17 часот. Според тоа што го гледаме, градежниците се најзасегнати, а тие работат нон-стоп и дури и во оние анализи за аерозагадувањето, градежништвото често е со добар процент. Да, но со повторно ќе нагласам, тоа се однесува на другиот период кога не е грејна сезона. Значи процентот може и до 40% да иде таа градежна, односно земјана прашина, но таа не е во овие месеци. Независно, да, убаво е да се контролираат градежниците, затоа што јас имам лична многу голема замерка дека немам, ја не сум видела камион конкретно за друго би зборила, значи камионите што излегуваат од градежните простории по закон треба да ги мијат тркалата, јас скоро и да не сум видела такво нешто. Во однос на тие мерки што ги рековте за носење заштитни маски, за
ослободување на трудници, за менување на работното време. Тоа се заштитни мерки, тоа не се мерки за намалување на аерозагадувањето. Ние збориме за едни пикови на кои што реагираме со заштитни мерки или некакви мерки со кои што мислиме дека некако малку ќе го намалиме аерозагадувањето. Но кога вие ги имате информациите кои се реалните проблеми, односно дека тоа ви потекнува од начинот на грејење, не видов ни една таква мерка предвидена во рамките на овие краткорочни мерки. Конкретно еве за возилата, зашто преку полиција регулирање? Нека се започне еден акцијски план да се направат, ние упорно го повторуваме во западните земји, имате налепници со отпечатени во кои што стои колкави се емисиите на издувните гасови. Тогаш немате проблем за контрола, не треба ни полицајецот да реагира, самиот возач, односно самиот граѓанин ќе знае како да реагира и кога сме и не сме да излезе, или во пикови кога имате, да намалиме барем од сообраќајот. Индустријата е уште една да, ќе го коментираме, голем загадувач. Според ваши информации се спроведуваат контроли онака како што е наложено? По мои информации контролите беа најавени, ми се допаѓа тоа што го напишале на ненајавени контроли, но пазете сега контролите се прават така што ако се мерката им предвидува намалување на производството. Не се нагласува доколку, претходните препораки беа до 50% да се намали производството. Тука оставаат на тоа дали тоа ќе влијае на самиот индустријски капацитет, односно на технолошкиот процес. Значи не е баш и добро дефинирана мерката. Се надевам дека ќе имаат повеќе не предвидени, односно не најавени контроли. Искрено до сега повеќето се најавени контроли, али индустријата е дел кој што повеќе влијае, да кажеме, во оние месеци кога нема затоплување. Значи ние мора да се соочиме со моментот дека началното аерозагадување, барем во урбаните средини, потекнува, па и во руралните потекнува од начинот на загревање на домовите. Добро, нели има програма за фосилни горива? Колку се реализира оваа програма? Мислите на замена на... Да, тука и грејењето и на државните објекти. Вака сега, значи имаше во соопштението дека преку ЕУ фондовите се бара замена на начинот на грејење на 70, мислам дека јавни објекти. Како тоа не го предвидува, имаме 700 јавни објекти кои што користат начин на грејење преку фосилни горива. Во однос на енергетската програма, да кажеме, кај нас, исто така велиме ќе ги гасифицираме. Еве конкретно за индустријата да возможиме да работат на газ. Предвидуваме 1,8 милиони евра за гасификација. Која е таа сума? Мислам, тоа не се доволно средства. Веројатно претпоставувам дека очекуваат нешто и од европски фондови, но ние мора сами да си ги решаваме работите. Не можеме да предвидуваме 1,8 милиони евра и да викаме ќе гасифицираме. Да, европјаните не го дишат нашиот воздух. Да, ние си го дишаме баш така. Министерството планира изголемување на автоматските мониторинг станици, за квалитетот на воздухот. Еве, таа мерка дел се поправија, дел ќе се допоправа, дел ќе се стават повеќе. Ќе набавуваат зашти. Дали треба прагот на алармирање да се смени? Оти кај нас доаѓа над 50, 3 или не знам колку дена, потоа следи овие мерки, сега наредби, и после првиот ветер не може. Значи, вака, во Европа пред еден месец е усвоена една европска декларација, да наречам, за квалитет на амбиенталниот воздух, во кој што се дефинирани тие вредности и кои што ние секако ќе мора да ги транспонираме во нашиот закон, и се однесува прво за PM2,5 частичките, прагот на алармирање е 50 микрограми на метар кубен, на 24 часа доаѓа до праг на алармираме. Ако е повеќе од 24 часа, доаѓа до праг на праг на информирање, праг на алармирање е над 3 дена. Во однос на PM10 частичките, тој праг е 90 микрограми на метар кубен, исто е време траењето. За доколку еден ден не се спушти по таа вредност, имаме праг на информирање, доколку 3 дена не се спушти, праг на алармирање. Тие ќе мора да бидат кај нас воведени. Но тука ви забележила нешто друго, прочитав нешто во рамките на известувањето од страна Министерството за животна средина за набавка на инструмент за испитување на тешките метали во воздухот. Значи, од иницијатива веќе неколку години поднесува амандман за набавка на барем еден инструмент на една критична точка се постави за континуирано мерење и следење на амбиентиот воздух. Не испитување во лабораторија, него ние да знаеме, да ги утврдиме кои се вредностите во тек на една година на присутноста на тешките метали во воздухот. Тоа не го гледам ниту како мерка, ниту како намера од страна
страна на Министерството за животна средина да направи една таква информација. Велите, односно изразивте негодување со финансиските ставки во буџетот за 2025 година. Велите, буџетот за заштита на животната средина за 2025 главно водовод и канализација. Па, знаете како што се постави, ние не ги знаеме, нели, добиваме една генерална информација, за и тоа е предлог нацрт буџет секако се уште. Информациите што ги добиваме и ставките кои што се наведени не водат кон тоа дека кон Министерство за животна средина се префрлаат средства кои што потоа ќе одат на кон локалната самоуправа и ќе се користат за проекти нели наменети претежно за изведба на водовод и канализација. Во соопштението на Министерството за животна средина велат и тоа е заштита на животна средина. Не, да се разбереме, водовод и канализација е основна човекова потреба, мора да се обезбеди. Но заштита на животна средина, ако сакаме да дефинираме преку водата, се пречистителните станици. Ние тука имаме започната работа на истите, никако да се реализираат. Веќе неколку години се долговлекува реализација на пречистителни станици. Значи, затоа и правиме голема забелешка дека не можете вие во Министерство за животна средина да ги внесете како елементи за заштита на животна средина изведба на водовод и канализација. Есенцијалните потреби за разлика од остварување на човековите права. Пред се, тука идеме за, бидејќи моментно е темата на аерозагадување, то најбитна, немаме никакви ставки каде што гледаме конкретни мерки за тоа што го лоцираме како најголем проблем, значи намалување на аерозагадување од начинот на загревање. Сега, дали некој од пратениците или партиите ви се понуди да ги пренесе вашите барања преку амандмани, со оглед дека вие задоцнивте со амандманите, така? Па токму затоа задоцнивме. Минатите години некако имавме подобри контакти со пратениците од собранието и добивавме навремена информација дека е во процес на подготовка нацрт буџетот. Оваа година закасни таа реакција, ние кога видовме веќе беше припремен и немавме можност да ги понудиме амандманите на пратениците за да ги поднесат во рамките на овој нов буџет. Искрено имам забелешка дека истите амандмани многу години ги поднесуваме, очекувавме малку поголем слух дека сега со поголема желба нели за решавање на овој проблем тие ќе бидат вметнати во буџет. Нашата единствена можност да истите се вметнат на некој начин, дали ќе се реализираат, не знам, е преку комисиските расправи на нацрт буџетот, тоа е за некој, не знам, десетина дена од разгледувањето на буџетот, кога сите што се членови или некој од пратениците ќе ги понуди. Таму има зелени, леви, десни, секакви. Па јас мислам дека на сите треба да им е приоритет носење на еден нацрт буџет во кој што ќе постојат мерки нели за заштита на животната средина, па сите живееме тука. Тоа е нашата најголема заложба, да имаме здрава животна средина. Што треба за крај да се смени во мајндсетот на македонската политика, политичарите, на општеството, за да сватиме дека лош воздух, отровен воздух влијае на нас и дека не труја и умираме сите од него? Значи, јас мислам дека народот начално, односно граѓаните се многу свесни. Ние сме имали нели многу и протести, сите сме свесни за аерозагадувањето. Има еден мал, да го наречам, не знам така, подценувачки однос кон граѓаните дека немаат доволно свест. Свеста се гради. Ако збориме за западноевропски земји, односно високо развиени земји, кај нив има големи услови да самите си учествуваат во заштита на животната средина. Не можете вие да очекувате од граѓаните кога државата не прави никакви услови за заштита на животна средина самите да реагираат. Потребна е взаемна доверба и взаемна реакција. Тука пред се би рекла дека не само доверба, него потребни се и ригорозни казни. Ние немаме никакви реакции, односно решавање на проблемите со една ригорозна казна, затоа што иако е свесен загадувачот, кога не е оштетен преку било каква казна, ќе го повтори делото. Значи, пред се сметам дека колку и да е непопуларна мерка, мора да се зголемат казните за загадувањето на животна средина пред се и да се работи на една взаемна доверба. Свеста како свеста се подига само на тој начин, со кој и од едната и од другата страна ќе се понудат услови да идеме напред. Ви посакувам дел од тие ваши идеи, амандмани да слушна политичарите да ги применат во амандманската расправа во собранието, па да знаат да бидат свесни дека и сите го дишеме истиот воздух.
се надевам, испратени се до пратениците амандманите, се надевам дека ќе најдат доблест да истите ги вметнат некако во буџетот и да почнеме конечно со реализација на одредени мерки, вистински, не краткорочни, не моментни, акутни мерки, него да почнеме. Токму сега е вистинскиот момент, кога го правиме буџетот, бидејќи понатаму веќе... Така, ви благодарам за учеството во Дневникот на Ви сите. благодарам вам на времето.